На дел од граѓаните никако да им дојде паметот. Урбаната опрема се уништува безмилосно. Минатата недела на мета на несовесни беше Штип, неделава се удри во Кочани. Претходната недела имавме драстично уништување на корпите и клупи кои беа сведоци, граѓаните беа масовно покрај кеот на реката уништени, посебно кај Домот на културата и фрлени клупи во реката и така натаму. Инаку тоа не е за информација, не се мали количини кои се уништени, значи се уништуваат перманентно корпи, клупи, од зеленилото се уништуваат зелени површини, значи се насади кои покрај заштита која имаат метална конструкција се кршаат дрвца. Освен по подвижната и помала опрема, Кочанското јавно предпријатие бележи штети и во другите сегменти. Што се однесува до водовод и канализација, и таму имаме уништување. Уништуваме од следните, значи, и новите хидранти кои беа поставени низ градот, има доста уништување на нив. Градскиот пазар, тоалетите каде што се тезгите, и имаме уништување како крадење на слабини и казанчиња до енормно крадење на лим. Месечно за санирање на последиците од туѓа негрижа јавните предпријатија даваат околу 2000 евра, пари кои се на граѓаните и треба да се инвестира во нови, а не во поправка на старата опрема. Затоа уште еднаш, по кој знае кој пат се апелира, ставеното да се чува, поправката чини многу, а парите сепак се наши.